Во Центарот за култура Бели Мугри прикажан македонскиот филм Соба со пијано, филм со транзиција, голотија и интересно повразување, недовршени приказни, измешани чувства, совршено одбрани глумци, секоја од приказните фино осмислена и потикнува на размислување. Кочанци неинформирани дека станува збор за филм со присутна голотија и еротски сцени, на премиерата ги доведоа и своите деца. Па така, во публиката имаше деца од 5 до 10 години, а во голем број беа и оние на возраст од 13, 14 и 15 години. Непредупредени и без да знаат дека станува збор за филм со еротизам, родителите се најдоа во непријатна ситуација, па во моментите на еротските сцени реагираа збунето и загрижено за малолетните деца кои ги повеле со себе. Кога би знаеле за каков филм се работи, сигурно не би повеле деца од 7 или 10 годишна возраст да го гледаат филмот, кој истиот не е за деца под 16 години. Присутните во салата ја воочија непријатноста на родителите и коментираа дека задача на одговорните во институцијата е пред премиерно да го прикажат филмот. Би требало граѓаните да бидат информирани преку локалните медиуми за еротските сцени во филмот и дали истите се дозволени за деца под 16 години. Освен еротските, во филмот се присутни и сцени со транвестит, несреќна двојка што нема пари, ниту потомство, а има силна желба за тоа. Разочарана љубовница и безскрупулозен маж кои завршуваат трагично. Инаку, Соба со пијано е приказ на различни животни судбини, доведени на една единствена локација. Хотелската соба е единствениот простор во која се откриваат темните ходници на човечкиот абсурд. Мотивите се претвораат во фрустрации, амбициите и мечтите водат кон пропаст. Сценарието е на Жанина Мирчевска и Игор Иванов, сценографијата на Миленко Јеремик, музиката на светски познатиот композитор и пијанист Чили Гонзалес. Во филмот играат домашна и меѓународна група актери. Филмот трае 102 минути, направен со ограничен буџет и во ограничен простор, снимен за само 26 дена. Соба со пијано по премиерата на браќа Манаки го започна својот живот во Скопските и во киното на из Македонија. Во Кочани ќе се прикажува и на 10 и 11 месецов.